Горливи безбедносни, економски, политички прашања се отвараат овие 2 дена на преспа форумот диалог во Охрид. И ако прашате некој од опозицијата и нивните следбеници, ќе ви кажат дека потпишувањето на Преспанскиот договор практично ја отворило Пандорината кутија и разнебитнување на се што е македонско. Меѓутоа, за партиципентите на извршната власт, пак Преспанскиот договор е практично почнување на одмотување на Гордиевиот јазол македонски и една платформа која не однесе во семејството на Алијансата на НАТО и кој што може би побавно, но сосем извисно ќе не приближи до европското семејство. Гостин во утренски брифинг, ама од Преспа форумот ни е господинот Исмет Рамадани, кој што е советник на премиерот за евроатлантски прашања и воедно председател на Евроатлантскиот совет. Добар ден. Дали заврши обраќањето на премиерот, бидејќи пред да влезам во студиото тој уште беше во тек? Да, во моментот е панелот во врска со 65 години од економската интеграција на Европската унија и само што заврши наставот на премиерот Ковачевски. Понатаму продолжува на ниво на премиери дебатата во врска со економските преструктурирања и прашања кои се врзани со Open Balkan и така натаму. Премиерот Ковачевски во неговото обраќање, колку што ги видов, на 3 постулати се осврна. Тоа е дека ние работиме на европеизација, меѓутоа Европа не се ги исполнува очекувањата. Македонија работи за приближување на законодавството со европското законодавство, на регионална иницијатива Отворен Балкан, но и во исто време за интеграција на целиот регион во европското семејство. Што поразлично понуди Ковачевски од тоа што го кажа неговиот претходник вчера на отварањето на ова панел голема дешаванка, председателот Пендаровски? Па добро, мислам дека во однос на интеграциите и во односите Северна Македонија, Европска унија, премиерот со денешното обраќање уште еднаш потврди дека се што правиме, тоа треба да биде со дигнитет. Тоа значи дека ние, нашите обврски оддавна дел од нив веќе ги имаме реализирани, затоа што има тука и еден амбиент, би рекол, од сите присутни, сите кои настапија и на ниво на председатели, и на ниво на премиери, министри, и на дворешни, да речеме, членови кои беа гости тука, дека време е без одлажување Западен Балкан да биде интегриран во Европската унија, но факт е дека председателот и премиерот во овој случај, поаѓајќи од нивните компетенции уставни, председателот повеќе се обрнува на тоа што е безбедносни елементи, односно безбедносниот сегмент и важно е дека ова, би рекол сега, меѓународна конференција ги раздвижи сите тие кои се врзани на еден или друг начин, дали директно или индиректно со нашето со отварањето на преговорите со Европската унија. И добро е што, мислам, барем се почувствува тоа дека сме во центарот на вниманието и дури за прв пат можеби се слушат доста јасни, потврдни критики во однос на
структурите на Европската Унија. За тоа колку односно, сме сериозно Европската сватени, Унија. за тоа колку сме сериозно сватени раскажувајќи ја нашата македонска приказна, ќе видиме после 23 деновиве, да не излезе ова дека сега ни се фрлao малку омекшувач пред тоа што ние ќе треба да го очекуваме со овие денови. Оти не ја знаеме до крај содржината на францускиот предлог на Макрон. Што е тоа што ние ќе треба да подпишеме? А да излеземе од целата оваа работа со помалку последици. Добро, францускиот предлог е предлог кој треба прво да се отвори пред бугарските власти, односно бугарските компетентни, почнувајќи од собрание, комисија за надворешна политика. Денеска веќе таму во разговори интензивни амбасадорката на Франција со комисијата која е за соработка со францускиот парламент. Мислам дека интензивно се обидува Франција работата да биде завршена во текот на нивното преседавање и се наметнува... Ама ние видовме вчера што се случи во бугарскиот парламент. Првиот парламентарец беше едноставно наконотиран таму треба да се види како... Да не излезе ова, господине Рамадани, да не излезе ова дека на крајот од денот, бидејќи ако се гласа и недоверба на владата на Петков, дека од технички причини нема да има кој да ја крене рампата на ветото за Македонија, па ќе останеме така малку со прстот во уста. Да, мислам дека треба бугарскиот парламент или односно индикативни се обидите владата да биде во криза, парламентарното мнозинство и сето тоа да се должи на фактот дека да се избегне притисокот што го имаат бугарските структури раководни од Соединените Американски држави и од Европската Унија и во овој момент и од предлогот на Макрон, но тоа не може да биде проблем кој ние можеме да влијаеме. Таму не можеме да им се мешаме, затоа што сепак се тие нивни внатрешни превирања, но да не мислат дека тоа не се детектира, односно европските структури, америчките структури тоа не го приметуваат. Сега зависи дали и колку ќе им дозволат, значи да се служат со вакви, би рекол, под наводници игри, само да се избегне притисокот што им доаѓа, но ние сепак треба да ги следиме работите. Добро што е сега притисокот таму. Треба да внимаваме сега да не им се мешаме многу во нивните превирања, затоа што сепак проблемот е кај нив. Кај нас е јасно веќе тоа 4+1 прашање кои се проблемот, ама кај нив е ќе излезе дека и режисерската палка, па ќе се види големата слика за некој ден понатаму каква е. Ние ги слушнавме и пресконференциите и обраќањата на дел од гостите, зашто да се разбереме, овде се една огромна бројка на поранешни и сегашни шефови на држави, на влади, министерства од Европа и од Америка. Ги слушнавме горе-долу дел од нивните излагања, меѓутоа ние не знаеме што се случува во кулуарите. Не знаеме колку нивните намери да излезат да помогнат на Македонија се енергични и ќе го енергизираат процесот на спуштање на ветото. Ние сега не треба ставот да го градиме врз основа на шпекулации, затоа што едно е сигурно дека нашата влада, односно ние нема да попуштиме ако во рамката
за секој случај или може да се најде нешто што задира во идентитетот и во јазикот македонски. Тоа мислам дека е чисто веќе имаме и резолуција од нашиот парламент. Сакате да кажете дека може да речеме не, благодарам, ќе одложиме, ќе почекаме? Велам, сакате да кажете дека имаме опција да кажеме не ни одговара овој состав на текстот и дека... Ако има елементи кои задируваат во идентитет и во јазик и некој ангажмани од француското председавање да бидат делот од рамката овие работи, тогаш нема ни политички став, не верувам дека некој треба да попушти и зашто не. Мислам дека суверено право е наше да посебно за овие прашања и тоа одлучно не да им кажеме без разлика од каде доаѓа предлогот. Иако не верувам дека таков предлог ќе дојде затоа што тогаш тоа се коси со стандардите, критериумите и вредностите на Европската Унија, да се задира и да се оди на компромис кој доведува во прашање нечи идентитет или јазик, како што е случајот сега со македонски. Господи Рамадани, вие бевте пред 20 кусур години кога се крчкаше Охридскиот рамковниот договор, исто така во Охрид, на подпишувањето на Преспанскиот договор и сега. Кажете ми каде имаше повеќе политичка гужва, политички собреке, од тогаш или сега? Да, има една разлика и добро тоа што вчера го спомна и Лероа, тогаш еден од олеснувачите за рамковниот Охридски договор. Тогаш мислам дека многу беа по-одлучни, поангажирани компетентните луѓе и од Европската Унија и од НАТО. Ако се сеќават нашите гледачи, слушатели, тогаш преку 10 пати лордот Робертсон и Солана и 20-та, значи, највисоки функции, едниот генерален секретар на НАТО, другиот за надворешна политика и безбедност, дојдоа во Скопје и заврши еден конфликт кој можеше да биде многу по-болен и по-крвав и што би рекол друго, дури можеше да дојде до конфликт на големи димензии, но реагираа многу брзо и сега изгубивме и тогаш, меѓутоа добро рече Леруа, тогаш само споредбено со други конфликти кои се случуваат и актуелни, да речеме, во Украина, тогаш со некаде 200 жртви успеавме некако да постигнеме договор и со една многу искрена заложба на меѓународниот фактор, почнувајќи од НАТО, Европската Унија и други кои... морам да ви кажам дека имаат заслуга тука и председателот тогашен... Кажете ми, реално ли се очекувањата, тоа што го, ете на некој начин го извозивме, го изработивме со Охридскиот договор, сега да можеме да го процесуираме и на патот за енергетизирање на ветото, односно напаѓање на рампата што сега ќе не дели после 23 јуни. Дали ќе можеме навистина овој процес, овие 2 дена да го искористиме во полза на нашата земја? Да, мислам дека
треба да го искористиме и добро го користиме и овие што се случуваат во маргините на самата конференција, билатералните средби. Еве, тука веќе се и американците присутни, почнувајќи од Ескобар и други. Скоро сите се тие специјални пратеници, односно компетентни за регионот и за Западен Балкан, да сепак влијаат со помош на нивните администрации, и европската и америчката, да можат сепак овие денови да направат нешто повеќе. Таа одлучност се приметува. Мислам дека овој пат помалку има демагогија, празни зборови, што е многу важно, и земјите од нашето окружување кои веќе се членки на Европската унија и НАТО, да речеме настапот на председателот на Хрватска, па тука се од Западен Балкан, па председателот Пахор од Словенија. Значи, дури имаше барања да не се чека многу да се исполнат критериумите, така наречени копенхашки, затоа што безбедностните ситуации наложуваат веќе брзо да се реагира. А како што знаете, Европската унија веќе објави и стратешки компас од 24 февруари во Версај, каде што има 4 работи што се многу интересни и за Западен Балкан и за безбедноста на Европската унија. Значи, акција, партнерство, инвестиции и безбедност, каде што треба да бидеме вклучени и ние како Западен Балкан, а во исто време да не се чека многу, дури на некои критериуми кои се бараа порано, да ги исполниме за да почнеме со преговори. Која е вашата проценка? Можеме ли ние со Украина на мала врата да влеземе како Македонија и Албанија во целата оваа приказна? Па да, за жал, тоа што се случува во Украина, мислам, тука нема што се знае нашиот став. Дури вчера се даде и посебно признание на амбасадорката за Украина, но се гледа, се приметува дека ова што се случува во Украина влијае многу во сериозноста и одговорноста на евроатлантските структури, дека мора да се направи нешто повеќе за Западен Балкан. И во таа геополитика очекувам дека ќе поминеме, односно ќе ја поминеме и пречката, односно ветото на Бугарија. Тука се разбира дека одговорноста и на Бугарија веќе во таа димензија и на тој ниво, затоа што тешко е во Европскиот совет да употребиш вето во едни вакви прилики безбедности и во една ваква геополитика, затоа што тоа е одговорност која понатаму може да влијае и во Бугарија, мислам, и како земја која сепак излегува на Црно море, и таа треба да внимава, да не биде држава која не превземала ништо во однос на безбедноста на Западен Балкан, затоа што на таа небезбедност, би рекол, утре или евентуална криза безбедностна, сепак и Бугарија и внатре ги гледаме тие превирања. Руското влијание е многу присутно кај нив. Мислам дека настапот на Ѓукановиќ од Црна Гора беше многу јасен вчера, дека не треба да се очекува во некоја земја друга од Западен Балкан
да има ситуација како што 2016 во Хрватска имаше, кога за малку ќе имаше и државен На тоа, впрочем, и вчера алудираше и председателот Стево Пендаровски, кога спомна дека се попорозно би било ова подневје за руското влијание, доколку Европа не се свести и не го направи тоа што ни го ветува веќе одамна, и дека на овој начин не се завршува проектот, наречен Европска Унија. Само со земјите од регионот тој проект ќе биде целосен, воспротивно ќе се зголемува евроскептицизмот и ќе се зголемува таа демократска катастрофа која што го снаоѓа Балканот. Да, мислам дека во право беше председателот Пендаровски, затоа што ние тоа го чувствуваме. Никогаш не сме имале ваков евроскептицизам како што го имаме денеска. Впрочем, тоа го кажуваат и анкетите кои се прават со граѓаните. Некако се оправдува тоа нерасположение кај граѓаните, дури од присутните од Европската Унија тука, но и понатаму некако не тешат или одат со тоа дека сепак Европската Унија, интеграцијата во Европската Унија е единствена алтернатива, најдобра алтернатива. Меѓутоа, со тоа понатаму не можеме да ги држиме граѓаните со некое... Така е. Македонија има долга традиција на тоа да прима прегратки и утешни зборови, дека е време да почекаме уште, ние цело време чекаме, и знаете кога е човек во неволја си прави и се обидува да биде и кон себе си, да си прави вицеви, па велиме... Ние сме веќе сме заситени со тие... Така е. Заситени сме и велиме дури... Ако ништо друго... Добро е што го сваќат европјаните, односно Европската Унија, па би реколе американците тука се секогаш попрагматични, дека во право се граѓаните за нивното незадоволство, за нивниот евроскептицизам, затоа што 17 години имаме статус кандидат земја, ни помина преку 20 години за членство во НАТО, и што е многу и мислам дека и во така билатералните разговори тука, неформалните разговори што ги имаме, потполно не сваќат, но да не остане само на тоа. Ние си правиме еден виц овде во редакција, велиме, ако ништо друго од овие 2 дена што ги поминавме овде во Охрид, барем ќе имаме чар од еден висок политички туризам. Може би Македонија ќе стане мека на политички туристи, па барем еднаш во годината ќе видиме некои чари во државната каса. Господине Рамадани, ви благодарам што прифативте и ви измолкнав практично од сесијата на Преспа форумот, и кога ќе се вратите од Охрид, веројатно и поподатливи ќе бидете со информации што се случуваше, особено за затворени врати. Ви благодарам што ни бевте гостин во утрински брифинг, почитувани гледачи. Најважно е што споделивме наши размислувања и тоа што се чувствува тука на самата конференција, односно на самиот форум, и да продолжиме понатаму да бидеме интересни, да бидеме препознатливи како држава со вакви настани, каде што на еден начин даваме позитивни сигнали и уште еднаш потврдуваме дека нашата опција е без алтернатива членството во Европската Унија. Техниката не ни беше баш наклонета, ама ние се справивме со овие предизвици. Она што сега следува во утрински брифинг се вестите. Ви благодарам за вниманието.